Денес ќе објавам нов проект, кој е од огромно значење за граѓаните, особено за семејствата кои се затопуваат досега на дрва, струја или друг енергенс, проект кој има економска и еколошка вредност и зголемена ефикасност во затопувањето. За таа цел ќе обезбедиме поддршка за грејење со пелети. Пелетите се тврдо гориво, кое се произведува од пресувани остатоци од дрво. Загревањето со печки на пелети создава до 20 пати помалку загадување на воздухот со PM честички, во однос на загревање со стари печки на дрва. Дополнително, ефикасноста на старата печка на дрва е 55%, додека на печките на пелети е над 90%. Имајќи ги впредвид негативните последици врз животната средина, кои доведуваат до значени проблеми по здравјето на населението, ќе стимулираме и финансиски ќе поддржуваме замена на старите печки на дрва со печки на пелети. За да се постигне ова, во рамките на проектот ќе бидат спроведени следните мерки. Првиот сегмент се однесува на поддршка за набавка на печки за грејење на пелети за домакинствата. Ќе се доделуваат субвенции до 70% од трошоците на домакинствата за замена на печките на дрва со печки и котли на пелети, по принципот старо за ново, за најмногу до 30.000 денари по домакинство. Например, за набавка на печка од 6 киловати, која може да затопли површина до 60 метри квадратни, се потребни околу 40.000 денари. При што со оваа мерка ќе има субвенција од државата од 28.000 денари или пак 70% од вредноста. Или па втор пример. Околу 49.000 денари чини печка за пелети од 8 киловати, која може да затопли површина до 80 метри квадратни. При што со мерката ќе има субвенција од 30.000 денари, што го представува горниот лимит на државната субвенција. Вториот сегмент се однесува на поддршка за набавка и потрошувачка на самите пелети, кои представуваат енергенс и условно кажано потрошен материјал. Со цел да се намали цената на пелетите и да бидат поконкурентни во однос на другите средства за грејење, ќе се подржи субвенционирана цена за пелетите за крајните потрошувачи во следните 10 години. Имено, за да се поттикне побарувачката и да се мотивира употребата, вредноста на ДДВ за крајните корисници и на печките, и на пелетите кои се потрошен материјал, ќе биде намалена од 18 на 5%. Станува збор, значи, намалување на ДДВ од 18 на 5% и за печките кои работат на пелети и за самите пелети. Например, цената на 1 тон пелети од сегашните 11.500 денари со намалувањето на ДДВ-то би се намалила на 10.200 денари за тон или за 1.300 денари поевтини пелети. Според податоците од статистика, просечната грејна сезона во земјата е 200 дена. Дневната потрошувачка на пелети е 15 кг, што според собраните податоци е доволно за загревање на простор од 40 до 50 метри квадратни, во период од 10 часа на температура од 24 до 25 степени Целзиусови. Потрошувачката и постигнатата температура зависат од надворешните температури, изолацијата на просторот што се загрева, калоричната вредност на пелетите и други фактори. Значи дека годишните потреби на едно просечно семејство за загревање на простор од 40 до 50 метри квадратни изнесуваат околу 3 тона. Ова значи, со постоечката стапка од 18% ДДВ, едно домакинство кое на грејна сезона од 200 дена троши 3 тона пелети, би имало трошок од 34.500 денари. Со намалувањето на стапката на ДДВ на 5%,
Истото домакинство од примерот би трошело 30.600 денари или 3.900 денари помалку, односно 4.000 денари приближно помалку, отколку кога не би го намалиле ДДВ-то за пелети. Со намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% за пелетите, ќе дојде до поевтинување и на печките за пелети. Значи, покрај за пелетите и печките за пелети ќе имаат намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Во таков случај, печка за пелети, која чини 49.000 денари, со која се затопуваат 80 метри квадратни, би чинела 43.300 денари или за 5.700 денари поевтино. Овде моштен значено е што и јавното предпријатие Македонски шуми ќе се специализира, ќе направи посебен погон и ќе започне со производство на пелети. Тие производи, тоа производство на Македонски шуми, ќе биде под мощни поволни услови. Тие ќе бидат понудени под мощни поволни услови на пазарот и ќе представуваат конкурентна понуда наспроти се поголемиот дефицит на дрвна огревна маса во регионот и пошироко. Третиот сегмент се однесува на субвенционирање на инсталирање на системи за грејење со радиатори на пелети во големи стамбени објекти и други поголеми потрошувачи, при што овде особено спаѓаат градинки, училишта, здравствени домови, јавни предпријатија кои се лоцираат во објекти во населени места што не се приклучени кон централното градско грејење и кои моментално во најголем дел се затопуваат со дрвна маса или пак фосилни горива. За оваа мерка за субвенционирање ќе бидат наменети најмалку 1 милион евра годишно во период од 4 години, со што се очекува да бидат оспособени за загревање со систем на пелети околу 40.000 метри квадратни простор на овие објекти. Почитувани присутни, проектот за поддршка на загрејање со пелети ќе започне да се спроведува од 2017 година и ќе важи до 2020 година. Значи период од 4 години. За овој проект ќе бидат инвестирани најмалку по 3,5 милиони евра годишно или вкупно 14 милиони евра. Доколку има поголем интерес, можно и одвојување повеќе средства за оваа намена. На годишно ниво, за поддршка на домакинствата ќе се инвестираат 2,5 милиони евра и 1 милион евра за субвенционирање на системи за грејење за поголеми потрошувачи. Сега нешто околу самите пелети. Пелетите се вид на енергенс, мали цилиндри, добиени со пресување на дрвна биомаса. Бидејќи се добиени од дрво, лушпи и остатоци, пелетите се обновлив извор на енергија и при нивното согорување имаат исклучително низок степен на емисија на штетни гасови. Пелетите се добиваат преку технолошки процес, во која како суровина се користат дрвен чипс или дрвена пилевина, но и од кора од дрво и од отпад од пилење трупци, што значи се заштитува и животната средина, односно не се уништуваат шумите, бидејќи материјата се добива од остатоци од други процеси на обработка на дрвото, кога и онака се сечат дрва за друга намена, за индустријска намена и така натаму. При тоа, собирањето на оваа дрвна маса на дрвни остатоци или отпадоци, како гранки, отпадоци од дрва, лисја и слично, ќе допринесе и до помал број на пожари во шумите. Честопати, токму не собирањето на овие остатоци при сечењето на дрва се причина за пожари во шумите подоцна. Пилевината се дроби додека не се добие дрвно брашно, кое потоа се пресува на висока температура и притисок, за да се добијат пелетите. При нивното производство не се користат никакви химикали или адетиви. Сврсната компонента, лигнин, доаѓа од структурата на самото дрво. Пелетите се подобри од другите енергенси поради следните работи. Прво, нивната цена. Тон пелети заменува 500 литри нафта за домакинство. 4 метри кубни огревно дрво со влажност помала од 25%.
4,5 мегават часови електрична енергија. Второ, удобноста при користењето. Печките и котлите на пелети се производ на технологија која се усовршува повеќе од 30 години. Денешните камини и котли на пелети поседуваат карактеристики кои ги прават неверојатно лесни и едноставни за употреба. Нивното целосно автоматизирано работење и високиот степен на полезно дејство ги прават најконкурентен уред на пазарот. Се што треба да направи корисникот е да ја прилагоди собната температура и постоечката самостојно се регулира. И потоа печката самостојно се регулира. Чистењето е брзо и едноставно и отпадот од согревањето на пелетите е исклучително мал. Трето, пелетите ја чуваат околината и се обновлив извор на енергија. Во составот на пелетите влегува само дрво, кое е целосно природен материјал. Пелетите при нивното согревање ослободуваат онолку CO2, колку што дрвото абсорбирало при неговото растење, што е многу ниска вредност. Пелетите како обновлив извор на енергија гарантираат нивна долгорочна ниска цена, во споредба со необновливите енергенси како што се некои фосилни горива и слично. Поради ниското количество на влага, пелетите се мощна, ефикасен и еколошки начин на грејење. Тие се чист и обновлив извор на енергија кој е CO2 неутрален. Тоа значи дека количината на јаглерод диоксид која испушта пелетот при согревањето е во нормална граница, која може да ја прочистат околните дрва. Сублимирано, пелетите имаат висока калорична мокност, поголема од 4,5 киловат часови на килограм, што значи повеќе топлина при согревањето, ниската влажност помала од 10%, значи и подобро согревање и полесно палење, но и помало загадување и штетни материи. Произведуваат помалку пепел од 1%, што значи поретко и полесно чистење, без хемиски додатоци или примеси и нема штетни гасови при согревањето. Во однос на загадувањето и еколошката предност, најнизок фактор на загадување имаат печките на пелети и истиот е еднаков на 5 мг на мегаджул, за оние кои што се посточни во материјата. Новите печки, шпоретите и камините на дрва имаат фактор на загадување 9 пати поголем или 45 мг на мегаджул. Тоа се новите печки, најсовремените. Те имаат 9 пати поголем или 45 мг на мегаджул загадување. Старите печки на дрва имаат фактор на загадување 20 пати поголем или околу 100 мг на мегаджул. Замената на стара печка на дрва со печка на пелети придонесува за годишно намалување на емисијата на PM честички од 1728 мг, што покажува дека печките на пелети значително придонесуваат во намалување на емисиите на PM честичките. Пелетите имаат убедливо најмала емисиона вредност и во однос на јагленот, нафтата и огревното дрво. Ако во една грејна сезона пелетите имаат фактор на загадување од 14.400 мг на киловат час, кај нафтата оваа вредност е 54.000 мг на киловат час, или за 3,5 пати повеќе. Кај јагленот загадувањето е 1.454.400 мг на киловат час, или 100 пати повеќе споредено со пелетите. А кај дрвата е 2.502.000 мг на киловат час, односно 20 пати повеќе. Масовната реализација на мерката за грејење со пелети значително ќе влијае на намалување на проблемот со загадувањето на воздухот, особено присутен во есенскиот и во зимскиот период. Постепената замена на огревното дрво, кои се едни од најголемите фактори на загадување, со пелети,
ќе придонесе за значително намалување на емисијата на штетни гасови и исправување на овој хроничен проблем. Покрај гасификацијата, преодот од дрва на пелети ќе биде исклучителен допринос во намалувањето на загаденоста на воздухот. Почитувани, ова е мерка која засега огромен број на граѓани и ние работиме и нудиме проекти што ќе им помогнат на огромен број на граѓани. Тоа е нашата вредност. И тоа е наша обврска спрема граѓаните. И ние таа обврска ја исполнуваме. Продолжуваме да работиме за доброто на граѓаните и за напредок на Република Македонија. И од тоа, и покрај сите препреки, покрај сите обструкции и деструктивни сценарија, ние нема да остапиме. Ви благодарам.